Љубовта кон животните се учи од најмала возраст. Но кај 11-годишната Хелена Крајчевска-Сквип, таа прераснува во вистинска грижа и посветеност. Веќе втора година таа е спонзор на пингвинчето Пингу во зоолошката градина во Скопје. Приказна која започнала како идеја од нејзиниот татко, а денес е инспирација и за другите деца. Во истиот период кога сакав да спонзорирам пингвин, се родија две пингвинчиња во зоолошката градина и тие ми кажа дека можам да дадам име на едно од пингвинчињата и јас го нареков Пингу. Така. А како се чувствуваш ти што си негов спонзор и што се грижиш за него во зоолошката градина во Скопје? Па јас се чувствувам среќна, мила, милост имам, бидејќи многу ги сакам, сакам да... Ги сакаш пингвините? Да. Што е најмногу што ти се допаѓа токму кај пингвините и зошто ги одбра баш токму пингвините, зошто не одбра друго животно? Па јас ги одбрав пингвините бидејќи пердувите можат да имаат различни бои и знаат да бидат интелигентни животни и да, тоа. Кажи ми, Хелена, што научи за пингвините откако почна да бидеш спонзор на пингвинче овде во зоолошката градина? Научив дека постојат 18 вида на пингвините, научив дека може да живеат 40 години максимум и дека можат да бидат по различна големина. Ти си ученичка во 5-то одделение, Да. во основното училиште Кирил Печинових. Кога им раскажуваш на твоите другарчиња за пингвините, како тие реагираат? Што велат на тоа што спонзорираш ти пингвинче овде во зоолошката градина? Па тие велат дека тоа е паметно и дека тие исто сакаат да спонзорираат како мене некое животно и дека многу сакаат како што јас спонзорирам нешто. Те прашуваат што прават пингвините, што јадат. Да. Кажи ми, што мислиш како ние луѓето можеме да им помогнеме на пингвините да бидат безбедни и среќни? За да бидат безбедни и среќни, не ќе да фрлаат отпад, за да веќе така може да стигне до смрт и не ќе тоа да се случи, бидејќи сакам сите да живеат среќно и весело. Хелена, дали би сакала во иднина да се грижиш и за некое друго животно и да го спонзорираш и него? Да, тоа животно што сакам да го спонзорирам би било фламинго, можеби камила, не знам, јас сите животни ги сакам од мало. Приказната на Хелена не е само детска желба, туку и пример како преку едукација и поддршка од семејството може да се развие свест за заштита на животните. Пингвините, како и многу други видови, се соочуваат со сериозни предизвици од загадување до климатски промени и намалување на нивната храна. Морам да кажам дека идејата за спонзорирање на едно животно, односно пингвин во овој случај, беше на таткото на Хелена. Бидејќи тој и даде еден предлог да пред се да спонзорираме друг пингвин кој што се наоѓа на Антарктикот. И тоа веќе беше во процес. Беше како идеја да дојдам во зоолошката градина да дадам предлог. Можам да кажам дека налетав на отворени врати, дека ни излегува во пресред и дека се беше завршено во најкраток можен рок. И сум презадоволна од тоа како тие се организираа, секако и ние. Нашите обврски се што потпишавме договор со зоолошката градина, секој месец се донираат финансиски средства за бебето Пингу, бебето на Хелена пингвинче. Од време на време доаѓаме да ги гледаме, ги посетуваме и другите животни, секако имаме бесплатен влез. Меѓутоа, контакт можам да кажам дека немаме, бидејќи нели е забрането поради одредени причини. Меѓутоа, секогаш сме тука, вратите ни се отворени и можеме да ги посетиме во било кој момент. Кажете ми, размислувате да спонзорирате и друго животно во зоолошката градина во Скопје или можеби на некое друго место?
Сепак се одлучивме најверојатно во Шкотска има пингвин по име Олаф. Тој е веќе голем пингвин израснат и се надеваме дека и тоа ќе профункционира. Да држиме сега за сега, што би рекле, нели, палци дека и тоа ќе успее. И би сакала да ги повикам и другите семејства кои што можат, нели, и кои што се заинтересирани за една ваква кампања, која што ја води Зоолошката градина за спонзорирање и поддршка, да се вклучат. Од едно мало пингвинче, голема порака. Хелена покажува дека и на 11 години може да се направи разлика. А може би токму ваквите мали чекори се клучни за создавање поголема грижа за светот околу нас.